Благодарам. Почитувана македонска јавност, се работи за предлог на закон за дополнување на Законот за здравствена заштита, поднесен од владата, чија што потреба за носење по скратена постапка ја гласавме и ние, пратениците на ВМРО, ДПМН и коалицијата, бидејќи овој предлог требаше да биде доставен и многу порано. Имено, се работи за предлог од министерот Филипче за изедначување на цените во јавните и приватните здравствени установи за ковид пациентите, што е сосема во ред и со кое и ние се согласуваме. На Комисијата за здравство предложивме преку комисијски амандмани да се дополни овој предлог на закон со следните наши барања. Прво, цените за ковид пациентите, доколку за нив нема место во јавна установа и бидат приморани да се лекуваат во приватна, да бидат исти како и во јавната, односно бесплатни. За ова бевме усогласени. Второ, цените за ПСР тестовите да бидат секаде бесплатни кога се работи за пациенти кои имаат симптоми, а нивните матични лекари не можат во истиот ден да им закажат термин за тестирање во јавно здравство, па ќе бидат приморани да се тестираат приватно. За ова не се усогласивме, туку со комисијски амандман за кој ние бевме воздржани, законот се дополни со тоа тестовите во приватно здравство да се наплатуваат по цена од 1850 денари. Значи, првичниот предлог на закон воопшто немаше никаков предлог за ПСР тестовите, па на наша интервенција, иако не прифатија секаде тестовите да се бесплатни, сепак ја ограничија цената за ПСР тестот да биде 1850 денари во приватна здравствена установа. Следно наше барање, витаминската, имунолошката и останатата терапија, која лекар им ја препишува на пациенти болни од COVID-19, да биде ставена на позитивната листа на лекови само за периодот додека трае пандемијата со COVID-19. Ова не го прифатија министерот и пратениците од власта. Понатаму, баравме да се рефундираат средствата исплатени за болничко лекување во приватните болници за сите пациенти кои пред стапувањето во сила на овој закон се направени и тоа според методологија утврдена од страна на Фондот за здравство. И последно наше барање, пациенти кои повеќе од 60 дена се на листи за чекање во јавното здравство, а за извршување на останата здравствена услуга која не е поврзана со ковид пандемијата, доколку јавното здравство истата не може да им ја исполни, истата да ја извршат во приватно здравство, но по цени како и во јавното, односно за истите да не платат партиципација повисока од 6000 денари. Нашите предлози за рефундација и за листите на чекање не беа прифатливи за пратениците од власта и министерот, а нивното образложение беше дека нема таков пациент во изминатиот период кој бил приморан да оди да се лекува во приватна установа, а заради немање место во јавна, и дека немало случај пациент да бил на листа на чекање повеќе од 60 дена, а доколку истото ова би се случило, тогаш министерот Филипче кажа дека за истото ќе интервенира преку менаџирање на смените по клиниките. Почитувани, главна поента од овој предлог закон за дополнување на Законот за здравствена заштита е дека ќе ги ограничи цените на болничките пациенти болни од COVID-19, кои по своја волја ќе отидат да се лекуваат во приватна установа во границите од 40 до 305.000 денари. Ова значи дека повторно оваа власт се грижи само за богатите граѓани на Македонија, односно за оние кои имаат свој домашен буџет, кој може да им дозволи по своја волја да одат да се лекуваат од COVID-19 во приватна болница, или ги штитат богатите, а не се грижат за сиромашните. Апсурдот е уште поголем, што во самиот вовед на овој предлог на закон од страна на Венко Филипче наведено е дека 85.000 македонски граѓани живеат со 40 денари дневно и речиси секој четврти преживува со не повеќе од 126 денари. Врз основа на ова се прашувам што на овие луѓе би им значело лимитирањето на цените во приватното здравство од 40 до 305.000 денари, кога тие немаат ниту 200 денари за еден ден да потрошат.
Понатамо, уште еден апсурд во воведот на овој предлог на закон е што Филипче се повикува на Уставот, па наведува дека на секој граѓанин му е загарантирано правото на здравствена заштита. Дали и како им е загарантирано правото на здравствена заштита на погоре споменатите граѓани на Република Македонија или еве, например, на пензионер со пензија од 200 евра, што нему ќе му значи дали треба да плати близу 700 или 5000 евра, кога месечно прима пензија од само 200 евра. Многу контрадикторности, многу дволичност и многу задоцнета, а сепак недоволна реакција. Токму поради ова, ние пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија предложивме да се договориме преку комисиски амандмани да се инкорпорираат во овој предлог на закон и нашите барања, кои навистина ќе им излезеа во пресред на сите граѓани кои и досега и одсега би имале болнички трошоци или потреба од терапија за COVID-19, како и на оние кои не можат да си ги завршат потребните здравствени услуги, кои не се поврзани со COVID-19, а се одложени заради COVID-19. За жал, повеќе од очигледно е дека со овој предлог на закон се манипулира со јавноста и се побиваат по не знам кој пат тврдењата дека владеачката гарнитура добро се справувала и се справува со ковид пандемијата. Фактите се дека имаме вкупно 154.051 заразени и 5.109 починати до вчера. Фактите се дека дневно имаме двоцифрена бројка на починати наназад повеќе месеци и конечно фактите се дека Филипче со овој предлог на закон ги намалува цените за богатите, а за сиромашните останува истата борба за живот со сопствена и со Божја помош. Филипче и пратениците од власта не прифатија да има рефундација на средства, не прифатија да има бесплатни ПСР тестови и бесплатна терапија за пациентите со симптоматологија на COVID-19 и конечно не прифатија да можат пациентите кои чекаат повеќе од 60 дена законски да можат услугите да си ги добијат во приватна установа, а по цена како во јавна, односно државна. Очигледно, главната цел е намалувањето на цените во приватните болници за пациентите кои по своја желба ќе изберат да се лекуваат таму, а дека за останатите тврдат оти има капацитет, место и кадар. Со ова не знам дали и колку ќе се сложат нашите сограѓани кои живеат со по 40 и 126 денари на ден, како и пензионерите со пензии од 200 евра, но сигурно дека ќе се израдуваат најбогатите во Република Македонија. Заев на говорницава на предпоследната седница за пратенички прашања тврдеше дека секаде услугите за COVID-19 се исти и дека секаде се бесплатни. Дали е така, можат да потврдат само семејствата на починатите или на преживеаните кои останаа со долгови, кредити, продадени куќи и станови, а некои за жал и без своите најблиски. Ароганцијата и безчувствителноста на власта немаат крај. Затоа, ВМРО-ДПМН и коалицијата поднесовме наш предлог на закон за дополнување на Законот за здравствена заштита, со кој предлагаме: прво, бесплатно болничко лекување за сите пациенти од COVID-19 и во јавното и во приватното здравство. Второ, рефундација на средства за оние кои направиле огромни трошоци во приватното здравство заради лекување од COVID-19 во периодот пред стапување во сила на овој закон, нагласувам по методологија што Фондот за здравство ќе определи. Трето, ставање на позитивна листа на лекови на сите средства кои им се препишуваат на болните и оние со симптоми од COVID-19 од страна на нивните лекари, само за периодот додека трае пандемијата од COVID-19 во Република Македонија. И четврто, овозможување на извршување на здравствени услуги во приватното здравство по цена како во јавното за оние пациенти кои повеќе од 60 дена се на листите на чекање во јавното здравство. Почитуваната македонска јавност може да ја воочи разликата меѓу овие две понуди и да се увери дека за Венко и за Заев најбитни се само нивното здравје и нивните джебови. Ова што се случува е само повторно глумење на грижа и повторно ставање на хартија на нешто што во пракса ќе значи многу слабо полезно за оние кои што навистина немаат доволен домашен буџет. И конечно, ако владата и најголемиот буџет досега
направија толку големи задолжувања, толку големи трошоци за 5 економски пакети досега? Зарем владата не мисли дека со нашиот предлог ќе си ги намали следните трошоци за некои следни пакети и ќе им помогне на вработените и невработените, на пензионерите и на сите останати да можат да си го исполнат уставно загарантираното право за здравствена заштита, на кое впрочем се повикал и Филипче при поднесувањето токму на овој предлог на закон. Ви благодарам за вниманието. Следен пријавен